Познатиот американски филм Куршуми над Бродвеј од 1994 година во режија на Вуди Ален оживеа на сцената на Драмски театар. Представата ја постави режисерот Ненад Витанов, кој воедно ја направи и драматизацијата за представата, базирана на сценариото на Вуди Ален и Даглас Макград. Представата е коментар на врската меѓу криминалот и уметноста, конкретно театарот, а Витанов вели, токму таа врска го мотивирала да го реализира овој проект. Ме мотивираше именно таа коалиција, викам јас, на непринципијална коалиција на криминалот и уметноста. И таа се случувало низ многу епохи, не е само во последната епоха. Ние во денешно време ги познаваме како мецени, некои средновековни, како да ги наречеме, добродетели на уметноста, а тоа се движи до ден денес. Фабулата на оваа црна комедија прикажува театар во театар, што го следи младиот драмски писател Дейвид Шейн во изведба на актерот Игор Стојчевски. Тој се бори да режира негов нов драмски текст во театар на Бродвеј, што е во незавидна финансиска состојба. Па среќата ќе му се насмевне кога преку директорот на театарот Джулиан Маркс, кого го толкува Роберт Велјановски, ќе добие можност тоа да го оствари. Но за тоа се плаќа цена. Моето гледање на Дейвид Шейн е како еден невротичен романтик кој што се крие зад фразата јас сум уметник. Додека сосема на крајот се ја отфрла таа фраза, го отфрла, како што реков, егото и дури тогаш мислам дека станува најавтентичен. Созревањето на Шейн е поврзано со перипетиите што ќе се случат откако тој прифаќа во интерес на неговата и екзистенцијата на представата да ја прими во екипата Оливија Нил, девојка со сомнителни актерски квалитети, која ја игра Јована Спасиќ. Таа е партнерка на криминалниот бос Ник Валенти во изведба на Александар Степанулески. Тој за придружник на Оливија го поставува професионалниот ликвидатор Чич, што му е доверен на Сашо Тасевски. Затоа што овој театар знаев дека морам да го цимнам од таа, да кажам, прибраност, таа стаменост, онака, така да решив да правам лик кој што ќе биде интересен, сочен, живописен. Главниот проблем со Оливија е тоа што таа вели дека сака да стане глумица, но мислам дека таа само сака да биде популарна и да биде звезда. Постојат такви ликови кои што и покрај тоа што не се компетентни стигаат до својата цел, па гледаме такви некои полусветови не само во театарот, туку и надвор од него. Жанровски представата е црна комедија со елементи на фарса и трагедија, а емоциите од филмот на Вуди Ален на сцената се надградени според нашиот менталитет. Таа флуидност во жанровите која постои кај Вуди Ален, но и во мојата кариера, во мојот личен подпис, јас сакам флуидноста на жанровите, посебно во современиот театар, каде што строгата жанровска поделеност не постои повеќе. Уште 12 актери од драмски и 2 студенти од Факултетот за драмски уметности се вклучени во проектот. Костимите на Елена Вангеловска не враќаат во епохата на прохибицијата во САД, а зад функционалното сценографско решение стои Валентин Светозарев. За кореографијата на база на джез и бибап музика беше задолжена Маја Каревски. Ако улогата на театарот е да дзирне зад огледалото на стварноста, Куршуми над Бродвеј пукаат директно, автореференцијално, прикажувајќи ги слабостите на луѓето од светот на уметноста со кои лесно се идентификува секој гледач. Покрај редовниот репертоар на драмски, представата ќе се игра и на фестивалот на Регионалната унија на театри, чие 4-то издание во организација на Драмскиот театар ќе се одржи од 25 до 31 октомври.